Семејствата на загинатите од трагедијата во Кочани денеска организираа протест под мотото за доследната реакција. На протестот семејствата на жртвите ја повикаа целата држава да ја сподели нивната болка и заедно да побараат правда за 62 прерано одземени животи, а повеќе од 200 се повредени. Над 50 од нив се уште се во здравствените установи во земјава и странство. Символично, учесниците на маршот тргнаа од паркот на револуцијата во 12 часот и 5 минути, со што го искажаа незадоволството од задоседната реакција на надлежните институции, како една од причините за големата трагедија. Тешко е. Тешко. Болката е стварно голема, ама тоа е. Ќе треба време да помине ова болка. Се е корумпирано. Рибата од главата смрди. Во тишина и молк, колоната од неколку стотини граѓани поминаа во трговскиот центар, кратко задржувајќи се пред кафе барот, чиј собственик ја имаше и дискотеката, а оттаму се упатија пред зградата на општина Кочани, каде се наоѓаат и просториите на државниот пазарен инспекторат. Со едноминутен молк пред полициската станица, граѓаните го искажаа незадоволството од ненавременото постапување за да се спречи катастрофата, а потоа пред основниот суд и основното јавно обвинителство побараа информации за досегашната истражна постапка. Граѓаните на маршот истакнаа транспаренти со надписи: "Нашите ангели заслужуваат правда", "Стоп за селективна правда", "Ова не е несреќа, ова е убиство". Потоа се вратија на почетното место во паркот и најавија дека ваквите протести ќе продолжат се додека не се откријат и казнат виновниците за трагичниот настан. За Сител, Трајан Ристовски.